Во општините во североисточниот регион не достигаат за солништа, кризен центар и СОС линии за жените жртви од родово базирано и семејно насилство. Програмите од социјална заштита не ги препознаваат овие жртви како лица во социјален ризик. Ова го покажа анализата на Националниот ромски центар, Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство и Сдруженијето Мајка. Според истражувањето, 6 општини од североистокот немаат развиено мерки и издвоени средства за заштита на ваквите жртви. Постои само едно советувалиште кое е во рамки на Центарот за социјални работи Куманово. Според Истанбулската конвенција во овој регион треба да бидат достапни најмалку 2 советувалишта. Тоа е еден сеопфатен систем на заштита, не само да си ги измениме законските регулативи. Ние реално имаме во мај 2019 година донесен е Законот за социјална заштита. Во него се регулираат сите овие права кои што треба да се обезбедат, односно услуги кои што треба да им бидат достапни на сите граѓани, меѓу кои што и на жените жртви на родово базирано и семејно насилство. Имаме нов закон за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство. Веќе точно 1 година како активно се применува. Ние се уште немаме помрднување од тие специализирани сервиси кои што во декември 2019 година ги отвори Министерството и тука застана целокупната работа. Во однос на пристапноста на самите специализирани сервиси, подетално ќе биде во анализата обработено, со тоа што би сакала да нагласам дека не само државата, односно министерствата кои што треба да работат и собранието кои што треба да ги усогласи законските регулативи во согласно со конвенцијата и стандардите на Совет на Европа, една од најважните работи е помош, подршка и дополнително превенцијата. Помош, подршка и превенција во однос на родово базирано и семејно насилство имаме сите ние, прво како граѓани, второ како Сдружение на граѓани, но исто така и како представниците, односно единиците на локалната самоуправа. 5 од вкупно 6 општини од североистокот немаат развиено социјален план со кој би се идентификувале потребите на жртвите. Според анализата во СВР Куманово во 2020 година биле регистрирани 84 кривични дела од областа на семејното насилство, од кои 74 од жртвите биле жени. Сите ние се заложивме да ги слушнеме гласот на граѓаните, бидејќи ние граѓаните сме представници на државата, ние сме представници на градот, значи ние сочинуваме државата. Да не се лажиме, зашто едни доаѓаат, други се менуваат, така да тоа е процес и треба да го сватиме како еден одговорен процес и она што е многу важно и се надевам дека и луѓето што се пред се на позиција ќе сватат дека без оглед кој бил претходно на нивната позиција, тие ги наследуваат и добрите и негативните страни. Така да не би сакале да слушнеме да кажат, ама не, тоа го направиле претходните од нас. Не, потребни се подршки, бидејќи граѓанските организации се тука да помогнат. Никако да направат некој вид на блокада, но меѓутоа малку сме, што сме активни. За време на пандемијата немаше многу малку кои действувавме и ги ризикувавме животе, но сега, во оваа голема економска криза, мислам и е потребно и се надевам дека жртвите на семејно насилство заслужуваат на вистина право кое многу години им еускратено и не им е дадена можноста да го живеат животот со своите деца во подобра иднина. Сдруженијата бараат локалните власти од североистокот да креираат политики и програми за заштита на жените жртви и да обезбедат средства за функционирање на специјализираните сервиси. Како позитивни примери за подобрување на правата на овие жртви и нивните деца ги издвоија град Скопје и Струмица.